втор ден се собираат потписи од жителите на Босилово и Новосело. Тие во Државната изборна комисија со оставањето на својот потпис даваат зелено светло на Сдруженијето Здрава Котлина да продолжи со иницијативата која има крајна цел да се распише референдум во овие две општини со кој народот ќе се изјасни по слободна волја на референдумско гласање дали се за или против продолжување на работата на рудникот за бакар и злато и ловица штука. Оние кои доброволно се потпишуваат и ја поддржуваат иницијативата. Велат дека најдобро е што поскоро да се спречи работата на рудникот, бидејќи последиците во иднина од неговото работење ќе бидат од големи размери. Најгорливо прашање за сите села е водата. Ако дојде до загадување на водата, ние фактички ќе бидеме осудени да живееме без вода или на купена вода. Заради това, треба добро да се испита, елаборатто да бидат сигурни дали навистина нема еколошко загадување или ќе има. Мојот став е се работи за рудник во кој експлоатацијата со хемиски средства би била опасна за населението. Јас сум стручно лице, фармацевт сум по професија и мислам дека ќе се одразува многу штетно по здравјето на луѓето. За колку години е колку да биде заштитено, го имам видено и елаборато што е направен на компанијата која за колку години е дадено под концесија, ама пропратно ќе има доста далекосежни последици по здравјето. Затоа сме против. За да почнат со изградба им треба интегрирана еколошка дозвола од А категорија, бидејќи рудникот се наоѓа на 7,5 километри, само 7,5 километри воздушна линија со границата од Бугарија. И тоа секако ќе представува проблем. Зборуваме овде за прашина, за отровни честички, PM2,5, PM10 честички кои што се зборуваме за тешки метали, за честички кои директно се лепат на белите дробови, зборуваме за канцерогени заболувања, зборуваме за силикоза, за леукемија и така натаму. Жителите на Босилово според неофицијални информации на ДИК се поагилни за овие два дена и веќе се потпишале околу 80 на жители, додека пак бројот на жителите од Новосело е послаб. Од Сдруженијето Здрава Котлина велат дека очекуваат дека до крајниот рок на собирање на потписите, односно до петок, сепак ќе се постигне очекуваниот резултат и ќе се отпочне постапката за референдум во Босилово и Новосело. Референдумско гласање токму по прашањето рудници ќе има до Еранче на 23 јули, а во Ландовчани на 20 август.